Така да, ако некој од вас има прашање. Дали имате подршка во представувањето на овој закон, дали сте разговарали со другите пратеници од, да речеме, од ВМРО ДПМН, бидејќи споменавте на почетокот дека Алијанса и Алтернатива ќе го поддржат овој закон, и од другата страна дали ВЕС има поддршка од СДСМ, бидејќи ако добро се сеќавам и претходно СДСМ се согласуваа за овој закон уште пред парламентарните. Што се однесува со ВМРО ДПМН, не сме разговарале, јас колку што знам, само ние ги поднесовме амандманите и го блокиравме овој закон. Што се однесува до, што ме прашавте за од владачките партии, ние мислиме дека ова е дел од политичкиот пазар, значи ова име предкоалиционен договор, кој што сега СДСМ го исполнува, значи имаме една ситуација каде што се нема визија за една недела од денес за владата, значи секој ден се ескалира ситуацијата, ден за ден владата да обстане. И тоа се, значи се носат овакви работи не без консензус, еве и овој закон исто во скратена постапка. Така да, како да ви кажам, тоа е го правиме сами, да, мислиме дека дефинитивно има од СДСМ поддршка. Мислите дека ќе придонесе нешто за зголемување на поделбите во државата, ако, например, албанецот приде кој сега се познава и се представува како македонец, се запишува како македонец, ќе донесе штета на држава нешто или одведе се до трошење планот? Не ве разбирам. Албанец од Прилеп или од Штип или од било каде и без ова е албанец. Значи јас спомнав дека ова не е пракса, ова е уствари всушност исклучок. Значи само 20 држави го имаат ова. Например, имаат држави како Пакистан, Малезија, или еве да ви спомнам, имаме два примери. Тука ги носам. Например, имаме еден пример од нашиот сосед од Грција. Тие имале графа за религиозна припадност и таа графа под огромен притисок на Европската Унија е укината 2000 година. Значи, како ние се стремиме да идеме кон ЕУ, а од друга страна се враќаме назад со вакви конзервативни мерки кои што само ги засилуваат поделбите. Значи, таа профилација, како да кажем, религиозно од личните карти од Грција е тргната 2000 година и кој се спротивставил Грчката православна црква, кој што и ден денес бара нејзино враќање, значи конзервативна институција. Понатаму имате 1999 година се обиделе ваква етничка графа во личните карти да се донесе во Грузија и ја ќе ви прочитам, тогаш имало и од Обединетите нации силен притисок тоа да не се донесе и не е донесено и ќе ви прочитам само една кратка изјава од Антикор Какиви, значи тој е тогашен висок представник на Европскиот сојуз за човекови права. И он вика, задолжителното вметнување на етничка припадност во јавни документи ја нарушува Европската рамковна конвенција за национални малцинства, донесена од страна од Советот на Европа во 1995 година. Значи, еве ви мислење на висок член на Советот за човекови права. Најаво, значи, како да ви кажам. Околу 1230, нешто над 1200. Некој друго прашање? Ако нема, ви благодарам.